Добро вечер на сите. Дали се слушаме, дали го гледате екранот, дали е се во ред од техничка страна? Да. Добро, супер. Прво да ви се заблагодарам што дојдовте денес на бесплатниот курс. Пред да започнеме би сакал накратко само да ви раскажам за Creative Hub и Академијата за дигитален маркетинг. Потоа ќе ја препуштам на Кристина и ќе започнеме со курсот. Creative Hub е едукативен центар што веќе неколку години им помага на луѓето да започнат или унапредат кариера. Оно што не прави различни е тоа што сме единствена акредитирана академија од Министерството за образование на САД. Ова значи дека нашите студенти по завршување на американската програма се стекнуваат со американска диплома, што им отвара врати кон можности во земјата и во странство. Исто така имаме и програми со европски дипломи кои носат ЕКТС кредити и се признаени во Македонија и низ цела Европска унија. До денес преку 3000 студенти поминале низ нашите програми, а поголемиот дел од нив денес работат токму во професиите што ги изучувале на академијата. Имаме многу успешни приказни од нашата академија за дигитален маркетинг. Денес ќе ви покажам само неколку примери. Тука имаме Лори Бебик, денес работи како social media manager во Pledgeworks. Го имаме Бранко Поповски, тој работи како senior marketing associate во Шпаркасе. И го имаме и Александар Динев, може би да некој му е познат од социјалните медиуми или од рекламите. По завршување на академијата се вработи во Eastgate Mall како дигитален маркетер. Исто е така е познат контент креатор кој што има преку 400.000 следбеници на социјалните медиуми. Покрај индивидуалните успеси, нашите студенти добиваат можност да работат на вистински проекти. Еден таков проект беше изработка на маркетинг реклами за компанијата Africa Closer, каде студентите од академијата работеа не само на стратегијата, но и на детално извршување на стратегија за 8 март. Africa Closer ја одобрија кампањата и таа моментално е активна на нивниот Instagram профил и на нивниот сајт. Како се одвива Академијата за дигитален маркетинг? Академијата започнува со 2 воведни часа, каде што студентите се запознаваат со програмата и основите на дигиталниот маркетинг. Потоа следуваат модулите и предавањата, каде што студентите учат со докажани професионалци од индустријата. Еден од предавачите на Академијата е токму Кристина, денес ќе ве води низ овој курс. Откако ќе завршите со модулите, преминувате на практични проекти, каде што се работат на реални задачи и нели се гради вашето портфолио и кариерата. Покрај техничките вештини, Академијата нуди и програма за вработување, каде што студентите учат меки вештини, како да направат професионално CV, како да се представат на интервју, исто така учествуваат во мокап интервјуа за да се подготват за реалните предизвици. На крај следуваат надпреварите за вработување, каде што студентите имат можност да ги покажат своите вештини пред преку 50 партнерски компании од Македонија и САД. Овие надпревари им овозможуваат на студентите директна шанса за вработување. И за крај, нели, нашата примерна цел е секој студент да се вработи и да работи во професијата што е учил на академија. Сега ќе ја препуштам на Кристина, која ќе ве води низ денешниот курс. Имаме време за било какви прашања, така што слободно можете да вклучите микрофон за да прашате или да пишете во чат и ќе се потрудиме да одговориме на сите прашања. И најважно, на крајот ви очекува едно изненадување, затоа останете со нас до самиот крај. Ви благодарам и уживајте во курсот. Ти благодарам, Лео. Здраво, дечки, добро дојдовте. Ви благодарам што избравте да го поминете ова попладне, слушајќи го овој курс, заедно со мене и со Creative Hub. Ви благодарам што сте во толку голем број и ви ветувам дека нема да ве разочарам, ќе се обидам да ги исполнам сите ваши очекувања, да одговорам на сите можни прашања и од тука да се заминете со една комплетна слика за тоа што значи и како изгледа еден ден во професијата како дигитален маркетер. Доколку во било кој момент од курсот ви текна било какво прашање или зборувам пребрзо или кажувам нешто што не е јасно или не се објаснувам до крај, слободно прекинете ме, кренете рака, пишете во чет и слично. Доколку нешто резонира со вас, ви се допаѓа, слободно
коментирајте, споделете свое мислење, исто така може да ми сплатите лайк или дислайк исто така, значи тоа ми кажува дека ме следите, дека сме on the same page сите и дека тоа што зборувам со вас резонира. Така да не ве терам да вклучувате камери доколку некој особено не сака, тоа е ваш личен избор. Така да дали сите се слушате, дали сите добро ме слушате, ме гледате, дали зборувам доволно јасно, мислам само реагирајте со лајкче, тоа е сосема доволно за мене да знам дека сме сите тука. Одлично, гледам доста лајкови, супер, браво, ви благодарам. Пред да започнеме, сакам на кратко само да одземам минутка за да ви се представам. Јас сум Кристина Мишевска, моментално сум вработена како Senior Content Marketing Strategist во компанијата Semos Cloud. Исто така сум фриленсер со 10 годишно искуство на Upwork. На академијата предавам 2 модули. Првиот модул е вовед во дигитален маркетинг, нешто слично на ова што работиме тука денес, каде што студентите се запознаваат со што е тоа дигитален маркетинг, изучуваме некои клучни термини кои што им требаат на нив и се воведуваме во тој мајндсет на дигитален маркетер. Тоа е од една страна, а од друга страна го држам фриленс курсот. Фриленс курсот е еден практичен водич за тоа како да се започне фриленс кариера. Исто така се содржи од 4 часа со студентите изработуваме профили на Upwork и со тоа по завршување на курсот се веднаш способни да почнат самостојно да аплицираат на работи. Тоа спомна Лео, нашата примерна цела, сите студенти кои што ќе дојдат на оваа академија да најдат работа во струка, не само да ја завршат академијата. Со се ова што го кажав, само сакам да го споделам за мојот екран. Часов, односно курсот е поделен на 2 дела. Првиот дел е зборуваме малку по општо, зборуваме за тоа што е дигитален маркетинг, зошто е ова една од најлукративните професии кои што постојат. Само да ви извадам за да ве гледам. Океј, ева презентацијата. Како што реков, курсот е поделен на 2 дела. Во првиот дел од часот, некои 40 до 45 минути, зборуваме што е тоа дигитален маркетинг, зошто е потребен дигитален маркетинг, зошто оваа е професија една од најбараните и најлукративните професии на денешницата. И ако се прашувате дали AI ќе ме замени, дали ChatGPT може да работи мојата работа, не, ChatGPT може да биде одличен помошник доколку знаете како да го користите. Но никогаш нема да ви замени дигиталните маркетери. Исто така, дигиталниот маркетинг е една професија каде што може да изберете мал милион области во кои што може да се специализирате и да работите. А од друга страна, на вториот дел од овој курс ќе работиме една дигитална една структура на маркетинг стратегија која што си има сопствени активности за одреден бизнис. Значи, може во меѓувреме да размислувате ако сакате да продолжите теми за бизнис, ако не имам јас идеја, не е ништо страшно. Целта на таа вежба е да дознаете кои се тие секојдневни активности на дигиталниот маркетер и уствари што работи, затоа што многу често студентите луѓето може ми пристапуваат со тоа, ама добро што е тоа дигитален маркетинг. Ама добро, сега што правите вие таму, што смислувате? Особено кога ќе им кажам дека работам контент маркетинг и во тоа сум специализирана, добивам доста прашања, така да се обидувам да ги одговорам сите. Дали некој сака нешто да прашам, мислам дека некој вклучи микрофон, нешто да каже? Да, Ива, повеле. Ива, се слушаме ли? Ако ме прашуваш мене дали те слушам, не, а гледам дека и нема пораки. Ајде, повели. No. Не те слушам, Ива, за жал. Кај мене не се слуша ништо. Аха, добро. Дали другите ме слушате, дечки? Дали може да искоментирате со лајкче дека ме слушате? Да видиме дали е тоа индивидуален проблем или повеќето значи ме слушаат, така да Ива, дали ќе може да се исклучиш па повторно да се вклучиш, да не е проблемот нешто кај тебе, затоа што повеќето студенти ме слушаат. Значи, само сакам да пишам тука. Борче, и кај тебе ли не се слуша? Или сакаш нешто да ми кажеш? Чекај нешто. Окей.
дека на мојот телефон Кристина се добро слуша. Се добро слушам, одлично, ти благодарам, Ворче, супер. Случете се и повторно чуте се. Добро, се надам дека тоа ќе го реши проблемот, доколку ќе се искоординираме. Океј, Томче, ти благодарам што споделуваш информација за стипендија. Океј. Пред сите да отидеме на линкот за стипендија, значи стипендијата вие тоа нешто ќе размислувате на крајот на часот. Ајде да се фокусираме на првиот дел од часот без да губиме време. Значи првото прашање кој што спомнат, значи тоа добивам што е тоа дигитален маркетинг, зошто е тоа денеска потребно и како се разликува од тој традиционален стандарден маркетинг кој што го имало пред дигиталниот маркетинг. Најчесто што сакам да кажам е дека дигиталниот маркетинг е еволуција на традиционалниот маркетинг. Традиционалниот маркетинг е све она кое што го гледате и го забележувате порано во весници, реклами на телевизија, најразлични активности кои што се одвивале. Дали ме слушате? Да, Ива, ве слушам, сега повели. Дали ме слушате? Кај мене не се слуша ништо. Да, Ива, ние те слушаме. Ние те слушаме, те молам исклучи се и вклучи се пак. Океј? Да, океј. Томче, те молам преземи со Ива средата за да почна да слушам. Ти благодарам. Да почнам. Ете така. Супер. Океј, дечки, се извинуваме за малото интермецо, продолжуваме. Но со појава на онлайн светот, со појава на интернетот, со појава на тоа што сите бизниси имаат потреба да се појавуваат онлайн, се раѓа дигиталниот маркетинг. Дигиталниот маркетинг толку зема замав, што се издвојува како посебна професија и во последните 5 години станува, како што веќе напоменав, една од најлукративните и најбараните професии на денешницата. Имам еден пример кој што често сакам да го споделувам, тоа е дека еден пријател ме ангажираше пред одредено време и вика: "Кристина, вика, на нас ни треба само еден вебсайт, вика, една страничка, вика, чисто да има, вика, да пишува, вика, за нашите производи, они продаваа некои скапи медицински апарати. Демек ние си продаваме вака, вика, усно, вика, не препорачуваат докторите, не препорачуваат сестрите со кои да соработуваме." Викам: "Добро, супер." Викам: тоа е одлично, но што кога некој ќе ве препорача? Дали таа една страничка онлайн ќе биде доволна за јасно и детално да се представат производите кои што ги продавате, а имајќи на ум ова се многу скапи, многу комплексни медицински апарати. Значи, не е доволно веќе да имате една страничка на интернет, не е доволно веќе да имате вебсайт кој што може би функционира или не функционира. Во денешно време потребно е да се појавувате таму каде што се вашите клиенти. И тоа е целата основа на дигиталниот маркетинг. Дигиталниот маркетинг е целта да му се помогне на клиентот да истапи пред своите купувачи онлайн, односно да најде каде се наоѓаат неговите купувачи онлайн. Многу повеќе ова ќе ви се побрза оваа идеја кога ќе разработуваме маркетинг стратегијата, која што ќе дефинираме кој таргетираме со таа маркетинг стратегија и каде се наоѓа тој идеален купувач. Специјално сакам да ви споделам една кратка хорор приказна, викам ја. Значи, ова е Kodak приказната. Kodak се оние аналогните апарати кои што порано биле многу користени, можеби некоја од постарата генерација можеби и се сеќава на нив. Јас лично да се сеќавам, мислам дека имам уште еден антиквитет дома останато. Но тоа е компанија која што, како што гледате во 95 и 97 во 1995 и 1997 година е буквално на врвот на својата кариера, дури до 2000. Што во не гледам иначе исто не гледав на презентацијата. Така, да, ти благодарам. Борче, мислам дека ти веќе си запознаен со овој пример. Како и да е, Kodak приказната доживува свој врв во 2000-та година, кога едноставно луѓето сакаат повеќе да ги сликаат, односно да ги сачуваат во физичка форма моментите кои што ги доживуваат и со тоа да имате некое сеќавање кое што ќе трае многу подолго.
И Kodak компанија како компанија си велат одлично, од ова стварно не може подобро, правиме неверојатен оброт од 20 на милиони годишно, презадоволни сме, супер ни иде. Но во меѓувреме што се случува? Започнува подемот на дигиталните камери. Значи, и менеджментот на Kodak буквално останува и вика не, ова дигиталните камери нема да земат замав, нема ништо да функционира од ова. Значи, зошто ние да инвестираме во тоа, ќе си тераме ние со нашите аналогни камери, види сите ги користат, имаме неверојатен обрт на приход, едноставно најпопуларни сме, нема шанси никој да не згази затоа што сме најаки. Буквално. Сега, со текот на времето, луѓето сваќаат дека е многу подобро да имаш дигитална камера која што прво и основно има многу поголем капацитет, може да сними повеќе фотографии и тие фотографии можете да ги сочувате на некој дигитален уред, наместо да ги чувате во физичка форма. Менеджментот на Kodak апсолутно ова го игнорира, игнорира потребата и побарувачката на нивниот купувач, игнорира апсолутно сигналите кои што доаѓаат од пазарот и се фокусира на продавање на нивните камери. Што се случува под 2001 година? Апсолутен пад на аналогните камери, односно филм камерите кои што се тука на сликата и со тоа заминува во историјата. Kodak веќе не е компанија која што е вредна неколку милиони, дури милиарди во времето, мислам дека беше вредна кога беа најактивни камерите. Сега приматот го имаат земено дигиталните камери дури подоцна во се ги забележува после 2010 година доживуваат мал пад, затоа што очигледно се појавуваат мобилни телефони со камера кои што можеш да ги носиш во џеб и до ден денес тоа се усовршува. Како и да е, секогаш како дигитални маркетери, ова е лекција број 1 која што сакам да ве кажам, дека морате да останете онлайн. Дигиталниот маркетинг не е работа која што ќе работам јас од 9 до 5, во 5 часот ќе го исклучам компјутерот и не се уклучувам до следниот ден. Јас можеби нема да се уклучам да извршувам таскови, да одговарам на мејлови или пак да спремам активности, но дефинитивно ќе се уклучам онлайн за да видам што прави купувачот на мојот клиент. Ако мојот клиент продава чевли, ако мојот клиент продава софтвер, ако мојот клиент продава шноли дори, мојот омилен примерот со шнолите. Јас морам да знам што прави тој идеален купувач на мојот клиент, мора да останам онлайн, мора да ги следам напитите на... Значи не. Јас сум полицајот, не сум Много стварно шо. Момчета, молам, дали ќе може? Ето така, супер. Океј, Љубомир, ако доколку сакате нешто да ни споделите, слободно вклучите се, мислам дека ова беше така инцидентно вклучување. Како и да е. Кој е моментот? Првата лекција како дигитални маркетери е дека мора да останете онлайн, не да останувате онлайн до тоа да имате 12-15 сати потрошено онлайн во текот на денот. Тоа се некои ненормални суми кои што дури никој не го прави тоа, но меѓутоа мора да останете онлайн, мора да останете интерактивни со публиката, мора да знаете како се сменуваат намерите на купувачите и каде тие ваши купувачи се движат. Нешто кое што Kodak и во неговиот бизнес модел не успеа да го примени и затоа доживеа апсолутен пад. Вие тоа не смеете да дозволите да се случи на вашите клиенти. Сега, со ова што кажавме, завршуваме значи со делот зошто е важен дигиталниот маркетинг, исто така многу важна работа. Сите бизниси се онлайн, сите бизниси имаат потреба да бидат онлайн. Мислам дека само многу мал број од бизниси немаат потреба да бидат онлайн и со тоа идеално да функционираат, сите други имаат потреба. Секој тип на бизнис, секој тип на компанија која што може да ви текне мора да има било каква онлайн видливост. Дали ќе тоа биде на социјалните медиуми, дали ќе има вебсайт па преку SEO ќе се рангираат, дали ќе таргетираат луѓе преку имејл, дали ќе градат платено рекламирање, дали и тоа на некој друг начин. Но сите компании мора да бидат онлайн. Затоа оваа професија
апсолутно никогаш нема да замине во историјата. Дали ќе еволуира? Да, моментално се случува еден апсолутен пресврт во оваа професија, дури луѓе кои што подолго време работат, дури јас кој што подолго време работам дигитален маркетинг, учам од почеток многу работи и ова е буквално идеалното време за започнете со учење на дигитален маркетинг. AI алатките, AI agents, ChatGPT, милион AI подпомогнати модели, апсолутен пресврт се случува во SEO, апсолутен пресврт во менаџирање на социјалните медиуми и во секоја сфера на дигиталниот маркетинг, така да многу работи почнуваат одново и ако доколку до овој момент се размислувале дали да почнам да работам како дигитален маркетер, да, ова е најдобриот момент за да почнете и за да фатите замав со сите овие нови пресврти и нови алатки кои што се секојдневно внесуваат во нашиот живот. Сега, пред да се префрлиме на маркетинг стратегијата, сакам да прокоментираме некои интересни маркетинг кампањи. Ова секогаш е најинтересниот дел на студентите кога дискутираме, дури они ми предложуваат собствени примери, така да сакам да споделам јас неколку интересни маркетинг кампањи за да разберете прво и основно мора да бидете онлайн, како што реков, но маркетингот е толку интересна и возбудлива професија што навистина ќе ви биде забавно. Моје омилено хоби е да гледам и да ја анализирам маркетинг кампањи, не затоа што сум јас некој нерд или фрик или како, туку затоа што тоа се навистина интересни моменти за да видите да некоја кампања како станала успешна, зошто било успешна, што се постигнало, но од друга страна има многу маркетинг катастрофи кои што буквално му носат апсолутен колапс на брендот, го штетуваат во неколку милиарди долари, како што имам ставено тука пример за еден бренд на пиво од Америка, кој ќе го поминеме за кратко. Така да, како маркетери, ова ви е втората лекција, како маркетери секогаш мора да анализирате, да гледате што било успешно, што не било успешно и со тоа да донесувате заклучок. Само така ќе станете исклучителни во својата област. Најчесто се доаѓа до таа заблуда и често го добивам ова прашање: добро, јас не сум креативен, не сум креативна, како би се snашла во оваа професија? Верувајте, значи креативноста е 1%, упорната работа, аналитичките способности, постојаното претражување онлайн, анализа, останување во текстот, трендови, следење на публиката се 99% од целата работа. Може да бидете повеќе или помалку креативни, може да имате искуство претходно во некоја креативна област или например да сте студирале така, например, јас сум студирано книжевност, тоа многу ми помага кога работам контент маркетинг, но тоа не значи дека јас не треба да учам секој ден и да се очигледно и да се надоградувам. Сега првата кампања која што сакам да ви ја споделам е Duolingo. Сите можеби сте го слушнале за Duolingo, тоа е апликацијата за самостојно изучување на јазици, која што доживеа мала криза во еден период и во време на COVID им текнува, затоа што сите се дома, што ќе прават нормално, кај ќе одат, им текнува да спроведат маркетинг кампања каде што ја купуваат оваа маскота, буквално нивното лого е овој аул, значи и земаат, купуваат оваа маскота, оваа зеленото како да го наредам маскота е. Значи оваа зелена маскота ја купуваат една девојка, там дека знам тоа дека девојка ја следам на LinkedIn, неверојатно креативна девојка која што се согласува дури на ваков чекор, да ги пишува сценаријата и да ги снима овие видеа и доживуваат ненормален успех на социјалните медиуми. Значи Duolingo од момент кога доаѓа во пад, прават маркетинг стратегија која што го освежува брендот, се доближува повеќе до Gen Z публиката, му дава невидена видливост на самиот бренд, го промовира онлайн и сега јас мислам дека многу мал процент на луѓе се кои што немаат слушнато за Duolingo, дури имаат измислено и целосна љубовна приказна каде оваа маскота се вика Дуо, па влюбена е во Дуа Липа, така да тоа е цел плотлайн, односно целосна приказна која што имаат направено. Кога ќе почнете со една
кампања, идеите се буквално непреслушни, но секогаш може да надоградувате на тие идеи. Мислам дека тоа е надоградена идеја. Прават милион соработки со познати инфлуенсери, со тиктокери, со било какви инфлуенсери, со цел да се приближат до својата публика. Така да ова е не е маркетинг кој што чини милиони, сега ќе се каже ама чека това чини милиони, они се мултимилионска компанија, дали ние некогаш ќе успееме да работиме ваква компанија. Ова е маркетинг, верувајте, кој што кошта неколку илјадници евра, маскотата се купува еднаш, сценаријата ги пишува една девојка, видеата се секогаш 30-40 секунди. Не мислам дека имаат видео подолго од една минута. Но што стои позади оваа кампања е стратегијата. И тоа е многу важно. Како дигитални маркетери мора да размислувате во тој аспект, како да ја оформа маркетинг стратегијата која што ќе одговара со бизнисот на мојот клиент. Например, Duolingo е апликација за учење на јазици. Тие може да си дозволат да имаат вакви смешни видеа кои што привлекуваат внимание, кои што се лесно кликабилни, кои што лесно се споделуваат онлайн. Затоа што тие се таков клиент, таков бизнис. Вие ќе работите со посериозни бизниси. Например, јас кај што работам моментално во CMOS Cloud, ние продаваме софтвер, но таргетираме на вистина високи HR професионалци. Не можам јас да земам да купам маскота CMOS или што и да е, и да измислам и да почнам во канцеларија да снимам вакви видеа. Едноставно ова не резонира со публиката на која што ние му го продаваме нашиот продукт. Дека например оваа апликација за учување на јазици дефинитивно резонира ваков тип на контент, ваков тип на видеа и ваков тип на представување на социјалните медиуми. Така да ова ви е лекција број 3 е тоа дека секогаш кога смислувате маркетинг стратегија, таа не само што треба да биде алајнирана. Да, има презентација. Дали другите ја гледате презентацијата? Дечки? Да? Да, супер, окей. Кој ми пише дека нема презентација? Ве молам, исклучете се, уклучете се уште еднаш, може би дека не знам. Драгица, повели? Да? Чекај, Грешка. Добро, окей, супер. Да, кој не ја гледа презентацијата, ве молам дечки, исклучете се, вклучете се. Се повторно има презентација, не е кој знае што, затоа што сакам повеќе да се фокусирам на тоа да ме слушнете што зборувам отколку да читате на слайдовите. Така да толку за Duolingo. Вториот пример кој што сакам да ви го представам е Барби филмот. Значи, знаете дека Барби филмот пред речиси 3 години во овој момент беше светски хит и од работа која што е банална, значи Барби е најзастапената кукла во нашите животи, барем од кога зборувам од женска перспектива, и има мал милион анимирани, цртани филмови, какви да се за Барби, но меѓутоа, зошто овој филм се толку истакна од сите други? Да, има добра приказна, да, има добра порака, но и мал милион филмови имаат одлична приказна и одлична порака, но не стануваат светски блокбастери како што стана филмот Барби. Зошто? Благодарение на паметна маркетинг стратегија. Што направи тимот на Барби? Сега ова е мултимилионски маркетинг, ова е маркетинг на некој многу повисоко ниво. Дај Боже сите ние да можеме да работиме во ваква компанија, но што е добро и секој корисно за нас тоа што ги следиме овие примери е тоа што можеме да земеме детали од нивната маркетинг стратегија што функционирало за нив и да го примениме тоа кај нашиот клиент со кој што би работеле. Сега, што направија Барби? Барби буквално ангажира цела армија на маркетери кои што работеа на најразлични делови од маркетинг стратегијата, па така маркетинг стратегијата не вклучуваше само онлайн присутност, она стандардна која што би ја забележале, не знам, на социјални медиуми, PR или не знам, појавување на телевизија. Ова стратегија за Барби филмот вклучуваше еден многу интересен и многу клучен детал, а тоа е дека сите оние кои што
идеа да го гледаат филмот, како да ги натераме, значи сега ние го пуштиме филмот, како размислувале маркетерите, значи ние се имаме филм, го пуштаме филмот во киносалите, низ цел свет, значи имаме милион луѓе кои што доаѓаат да го гледаат филмот, како ние да ги натераме секој еден од овие луѓе да пишува и да споделува нешто за нас, нешто, значи. Има луѓе кои што ќе споделат слика од поканките, слика од картите, слика од нив пред кино, но како ние да ги натераме точно за филмот да споделуваат? И тоа што им текнува една одлична идеја, е тоа дека пред сите киносали, може би сте забележале во Cineplex кога се даваше Барби, имаше еден фотобут направен, буквално како кутија од Барбика, во кој што можеш од позади да влезеш и да се сликаш. И тоа беше навистина интересен, штосен момент, каде што од тој момент се направи цел тренд, кога ќе одите да го гледате Барби филмот, да дури девојките почнаа да се облекуваат во розево, да се облекуваат во боите на Барби, да се шминкаат како Барби, косата да се прават како Барби, дури и јас кој што знам дека е маркетинг трик, апсолутен маркетинг трик го разбирам, бев во кино со другарка, се сликавме, ја имам сликата некаде во таа Барби кутијата и ја имам постирано на мојот личен Инстаграм. Значи, тоа е многу паметна маркетинг стратегија за како да натерате луѓето да Драица, за секунда ќе те одговорам. Многу паметна стратегија која што ја направи маркетинг тимот на Барби, за да луѓето масовно споделуваат онлайн и да се задржи оној вирален момент, затоа што јас, ако денеска на мене на мојот стори, на мојот Инстаграм излезат 3 сториња од 3 луѓе кои што биле и го гледале овој филм и се сликале во таа кутија, потајно во мене ќе се појави желба и јас да одам таму да се сликам во тој фотобут и да објавам таква слика. Сега, само секунда да го отворам чатот да видам да нема некои други. Океј. Моника, дали успеа да видиш презентацијата? Мислам, дали успеа да го видиш share скринот или не? И ми дадеш апдейт. Сега, како можеме да ги добиеме првите клиенти? Како што веќе спомнав, првите клиенти можете да ги добиете дури додека сте на академијата. Има неколку работи со кои што постојано ми се исклучува. Океј. Томче, плиз, ке може ли да видиш ова за да можам да одговорам на Траица? Значи, како што реков, првите клиенти можете да ги добиете уште додека сте на академија. Како? Creative Hub организира надпревари за вработување на кои што ќе можете да аплицирате со завршување на работна задача, односно техничка задача која што ќе биде поставена од клиентот. Стриктно Лори, која што на почетокот ја покажа Лео, си има вработено на тој начин. Работа исто така можете да добиете по завршување на праксата. Исто така во Creative Hub имате 45-дневна пракса која што по завршување на таа може да добиете вработување. Например, Лео, кој што го видовте на самиот почеток, имав таа чест јас да му бидам ментор, додека припремено работев во Creative Hub и по завршувањето на праксата, навистина бевме воодушевени од неговата проактивност и неговиот скилсет, така да и предложив на Аријана дали ќе може да го задржиме и така се случи Лео да остане во нашиот тим, односно во тимот на Creative Hub, од кој што јас за жал веќе не сум дел. Исто така на фриленс курсот, кој што го спомнав на почетокот, по завршување на курсот имаме активен профил со сите алатки со кои што можете да ги употребите за да аплицирате и да почнете да добивате мали посетни проекти онлайн. Исто така, постојано тимот на Creative Hub споделува најразлични огласи од нашите партнер компании, така да имате мал милион можности уште додека сте на академијата. По завршувањето на академијата, исто така остануваме со вас, ви помагаме да искомуницирате, да подготвите CV, да научите меки вештини, за да можете да аплицирате на работи кои што се надвор од екосистемот на Creative Hub. Тоа се, индивидуални огласи кои што гледате на LinkedIn, на вработување.com и слично. Така да се надевам дека го одговорив прашањето, само да видам да нема некој друго. Драгица, Драгица, повели? Да, окей. Океј, супер. Доколку има дополнително прашање, дечки, слободно пишувајте во четот, ќе се обидам да ги одговорам.
сам ќе ги забележам. Дали на огласите за работа може да се видат и на вашата веб страна, односно да не. Значи овие огласи кои што се од нашите партнер академии, од партнер компании, надпреварите за вработување, огласите кои што се споделуваат интерно, се споделуваат исклучиво на студентите на академијата, затоа што наша цел е студентите кои што ќе поминат низ академијата да најдат вработување. На нивното вработување е наша примарна цел. Така да никој кој што е надвор од академијата за жал не добива пристап до овие информации. За да со цел да се зачуваете некој ексклузивитет. Океј, супер. Да видам дали има некои други прашања. Добро, ја мислам дека дека одговорив тоа прашање. Дечки, нешто друго ако ви текне, пишувајте во четот. Дали сме до тука најасно, дали сакате нешто да повторам, дали сакате нешто да разјаснам, нешто да се навратиме или лайк, добро, најасно сме, на чисто сме, окей, супер. Одлично. Сега, сакам да ви кажам, да споделам пример за кога маркетинг стратегија, односно маркетинг кампања оди во погрешна насока, затоа што се случуваат и вакви катастрофи. И ова ви е лекција број 4, а тоа е дека секогаш мора да внимавате како го представувате вашиот клиент онлайн. Како што реков, јас не можам за Semos Cloud да земам да купам маскота и да почнам да снимам видеа во канцеларија, затоа што тоа не соодветствува и можеби било исмејувано од нашите конкуренти. Исто така има некои работи кои што едноставно не соодветствуваат за производот кој што се продава. Затоа на почетокот реков, мора да знаете точно целната публика на вашиот клиент, каде е, што работи, како се поставува, што прави и како вие да се доближите многу полесно. Сега, Дилан Мулвени е една трансродова личност која што е доста популарна на TikTok. Некои од вас кои што се поактивни на TikTok 100% им има искочено во некој момент со некое видео. Сега, што се случува? Bud Light е многу познато пиво во Америка, буквално како скопско кај нас, но меѓутоа, кој го пие Bud Light? Bud Light го пијат луѓе кои што се blue collar, односно тоа се луѓе кои што се работници, работат некоја теренска работа, не се канцелариски работници, кои што сакаат после работа да се релаксираат со пиво пред телевизорот, си гледаат утакмица, за викенд да си прават скара со пријателите и слично. Значи, тоа е тој тип на луѓе кои што така се полежарни, порелаксирани, но и доста поконзервативни. Сега, Bud Light вели, добро, го губиме приматот кај Gen Z публиката, затоа што нас главно не купува публика која што е затоа што нас главно не купува публика, да, ќе одговорам Габриела за секунда. Затоа што Bud Light главно го купува таа поконзервативна, постара публика и велат, добро, ајде ќе земеме некој човек кој што, односно инфлуенсер, кој што е многу поблизок до Gen Z публиката. Океј, здраво, дали може да повторите третата лекција? Да, беше во насоката сегаш кога смислуваме презентација. Океј. Да, секогаш кога, значи тоа е третата лекција, дека секогаш кога смислувате презентација, мора да знаете кој ви е целната публика. Мислам дека тоа беше. Габриела, се извинувам, вие ги немам запишано некаде на страна, ама ја знам презентацијата на памет, така да затоа ги кажувам, ако ти одговорив на прашањето, добро, ако не секако ќе добиете рекордингот од ова видео, па ќе можете во било кој момент да си ги прегледате. Така да не се секирајте ако нешто не е кажано или докажано. Ама доколку нешто не е јасно, ве молам во било кој момент прекинете ме за да дообјаснам. Океј, Габриела, да, се извинувам доколку не ти го одговори во целост прашањето, но секако го има рекордингот. Океј. Да се навратиме на примерот за Bud Light. Значи, Bud Light го губиме приматот кај Gen Z публиката. Сакаме да се доближиме до Gen Z публика. Што да правиме? И менеджментот на
на Bud Light вработува нов маркетинг менаџер, една девојка која што е помлада, поблиску има работено со џензи популацијата и вели добро вика, затоа што сакаме да излеземе од таа конзервативност, ние ќе ангажираме трансродова личност која што е доста популарна на TikTok, која што многу џензи дечки и девојки ја следат и ќе направиме една промоција, ќе направиме една кампања која што ќе иде во вид на TikTok видео, која што ќе го сподели Дилан на незиниот, јас морам така да се изразувам, затоа што така е политички коректно, ова е личност која што има направено целосна транзиција и сега живеот како женско, затоа и ги се изразувам дека е таа женско. Дилан ќе сподели на незината TikTok, на незиниот TikTok профил и со тоа ќе добиеме вирално видео кое што потоа ќе го споделиме ние и тоа ќе продолжи до недоглед и кога џензи популацијата ќе види колку сме ние хип и колку сме ние јаки, колку сме ние модерни, веднаш ќе почнат да купуваат Bud Light и ги заборават сите тие крафт биер, сите тие модерни пива, чао, тоа ќе се заврши, значи ќе почнат да купуваат Bud Light, the good old Bud Light. И добро, они идат со таа идеја. Дилан ја го спрема видеото, се едитира тоа видео, поминува низ неколку филтри на одобрување. Секогаш кога работите во поголема компанија, ќе имате многу филтри на одобрување. Успоредно кога работите фриленс или кога работите со стартап или кога работите еден на еден директно со клиент. Така да оваа реклама јас не се сомневам, односно ова видео не сомневам дека поминало низ барем 5-6 филтри кои што го прегледале до најситен детал и сите кажале окей, good to go и Дилан го постира ова на незината страна, на незиниот TikTok профил. Што се случува? Во истата секунда, како почнува ова видео да се шири и да се споделува помеѓу луѓето, по старата генерација, не џензи генерацијата реагира одлично. Вика, окей, супер. Значи, одлично, сте трансродова личност, многу сте модерни, Bud Light, го поздравуваме вашиот акт, вашата нова кампања. Но меѓутоа, вистинските купувачи на ова пиво, кои што се по старата генерација, кои што се можеби милениалс, кои што се можеби, и милениалс се доста прогресивни, но можеби се бумерс или некоја друга постара генерација, викаат нема шанси. Што е ова? Bud Light, што правите? Значи правите апсолутен циркус од ова. Ние не го поддржуваме тоа што го работи Дилан, ние не поддржуваме ваква кампања, ние не поддржуваме ваков циркус затоа што директно не навредувате нас. И вистинските купувачи на ова Bud Light пиво, буквално го саботираат брендот, престануваат да го купуваат Bud Light и предизвикуваат штета од неколку милиарди долари. Значи, буквално акциите паѓаат, заостанува пивото во продавници, има преголемо производство, многу намалена побарувачка. Едноставно се дешава колапс во фирмата. Во фирмата сите почнуваат најверојатно да си префрлуваат вина, ти си виновен, ти ова го направи, ти вака бидна, така бидна и целиот проблем на крајот завршува на грбот на новата маркетерка која што имаат вработено. Зошто? Затоа што тоа е нејзина идеја. Додека од друга страна пак по публиката на која што сакаат да се доближат, џензи публиката вели добро, вика, ама ние не пиеме пиво. Не пиеме такво пиво. Сакаме да пиеме локално пиво, крафт пиво, сакаме да пиеме пиво увезано од Европа, сакаме, не знам, не пиеме пиво, пиеме, не знам, некои си други, Apple cider, пиеме Somersby, пиеме X моменти, значи не пиеме пиво. И не се постигнува ни целта да се приближи до џензи публиката, не се постигнува ни целта да се прошири на нов пазар, едноставно се случува еден огромен пад, кој што буквално на вести го пренесува, доколку следите американски вести. Не дека следам вести, дека сам туку знам затоа што го следев скандалот многу близко. Почна милиарда TikTok видеа да се прават од најразлични луѓе, од најразлични аспекти, така да на крај Дилан мораше да објави видео во кој што се извинува и бара за прошка од буквално целната публика на која што го пласираше ова видео. Гледате колку мала ненамерна грешка, буквално ништо на никој не му се случи во оваа кампања, никој не беше повреден, но беа повредени чувствата на вистинските купувачи на ова пиво. Затоа повторно, мора да знаете вашата целна публика што сака.
И тоа е многу важно, затоа што ако објавите реклама во весник, ќе ја видат 5, 10, 20, 30, 100 луѓе што купиле тој весник денеска или евентуално заостанал некаде па го прочитале утре. Но ако објавите реклама на интернет, особено реклама која што не можете да ја контролирате лесно, значи или не забележите доволно брзо, или едноставно стане вирална реклама за многу кратко време, а тоа не е погодно за вас, многу ќе ве чини вас како маркетери за вашата репутација од една страна, а од друга страна ќе чини брендот кој што ќе изгуби доверба во својот купувач. Така да тоа е една многу важна лекција како маркетери што треба да ја знаете, затоа што една грешка онлайн не може да се заборави, значи секој чудо 3 дена, да, точно е тоа, но кога ќе отидете вирални, значи ова е пример кој што се споделува и ќе се споделува и ќе трае и веднаш после ова репутацијата и популарноста на Дилан се намали, затоа што критиката беше многу посилна од тој момент на окей, ние сме хип, ние сме модерни, ние сме ултра fashion people кои што сакаат да прават најразлични ствари и да експериментираат со ваков тип. Така да мора многу да внимавате. Онлайн светот јас секогаш го кажувам дури на моите студенти, онлайн светот е море од можности, но исто така море од опасности. А како дигитални маркетери ние секогаш чекориме на таа тенка линија измеѓу одлична маркетинг кампања која што ќе донесе одлични резултати и ужас маркетинг кампања која што ќе го оштети брендот на нашиот клиент. Затоа што кога си играме со пари, време, ресурси, особено бренд на други луѓе, мора многу да внимаваме. Затоа сите работи кои што ги кажав претходно мора да ги имате во предвид. Креативноста, да, но меѓутоа многу внимание, многу изложеност онлайн, многу следење на публиката и нормално многу критичко размислување. Последниот пример на кој што сакам денеска да се фокусираме е Shein, сите сте го виделе, сте го слушнале, Shein, значи знаете, тоа е местото каде што инфлуенсерките во еден период купуваа 350 работи, правеа Shein haul и правеа најразлични работи, try-ons и слично, и тие видеа да вирални, но меѓутоа како тие видеа стануваа повирални, толку повеќе доаѓаше и критиката од луѓето кои што беа свесни за околината и буквално коментира ова е лошо за нас, ќе се направи еден тон ѓубре, зашто купувате работи кои што се од полиестер, се загадува воздухот, се загадува почвата, се загадува водата, ова е све ужасно. И Shein, тимот на Shein, менеджментот вика, слушајте, ние премногу лоши критики добиваме онлайн, што да правиме? Како да го решиме проблемот? Ангажираат нов маркетинг тим кој што доаѓа и вика, аха, добро, што имате вие проблем, луѓето лошо ве перцепираат онлайн. Сега ние ќе го решиме. Седнува маркетинг тимот на Shein и вика, сега ние ќе земеме едни инфлуенсерки, ова се тие инфлуенсерки кои што ги гледате на сликава, значи ќе избереме инфлуенсерки кои што се од различни раси, различна големина, значи некои има 10.000 фоловерси, некои имаат 100.000 фоловерси, некои имаат милион фоловерси, различно изгледаат, не се конвенционалните плавоша, не знам, со плави очи, преубава, презгодна инфлуенсерка, туку се некои девојки кои што кои што би имале покритичко мислење кон целата Shein consumerism worldwide, whatever. И ги праќаат овие 246 девојки во фабриките на Shein во Кина. И сега очигледно е дека им било платено на овие инфлуенсерки за да ја представат Shein во многу добро светло и они одат во фабриките, прават оние влогс, така знаете, онака day in my life или не знам како некоја приказна и ги споделуваат на своите социјални медиуми. И маркетинг тимот вика, одлично, се спасивме, затоа што овие инфлуенсерки отидоа, па ги прашуваа, ги интервјуираа работничките таму, као демек дали ви се добри условите, дали платата ви е добра, и овие сите нормално работничките кои што очигледно исто така беше платено, климаа со глава и вика, да, супер беше платен, значи да, одлично е, условите се супер, тоа што збори западниот свет, односно Америка, за условите тука во фабриките во Кина, апсолутно не е точно. И девојкиве си направија супер видеа, сториња, постови, све испостираа, се врати од Кина и маркетинг тимот на Shein вика, супер, завршена работа, ние истеравме кампања, одлично беше. Но меѓутоа што се случи кога интернетот, односно онлайн светот започна да ги открива овие видеа? Апсолутен пресврт на ситуацијата. Значи луѓето не го гледаа ова како нешто позитивно,
затоа што овие инфлуенсерки заминале во фабриките, па лично ги спрашувале работничките, туку напротив го сваќаат тоа како напад на приватноста на тие работнички, само заради онлайн контент, само заради тоа Shein да се извади од ситуацијата дека можеби не се environmentally friendly, дека можеби не одговараат на некои стандарди и принципи кои што се подготвуваат. Така да, ова е уште еден лош пример кој што носи не донесе на Shein толку оштетување на репутацијата, колку што веќе репутацијата и беше во пад, но меѓутоа не го постигна тој посакуван ефект Shein да се извади од тоа, од тој некој онлайн беклеш кој што го добиваш од другите луѓе. Инаку јас употребувам доста англиски зборови, ако нешто не резонира, ако нешто не ви прави смисла, нешто кажувам неточно, слободно дечки пишете или не знам, кренете рака, алармирајте за да можам да се дообјаснам. Се извинувам, тоа ми е некоја едноставно не знам, професионална деформација затоа што генерално на англиски комуницирам. Сега, дали има некои прашање до тука, нешто да каже, нешто да сподели, нешто да се дообјаснам, било што? Или сите сме окей? Сите сме окей, одлично, супер. Окей, супер. Топ, значи јас секогаш се тешам дека одлично предавам кога студентите ми праќаат лајкови, дали е тоа точно или не, you will be my judge. Но се надевам дека ќе добиете максимална вредност од самиот час и дека ќе разберете што е тоа дигитален маркетинг, како дигиталниот маркетер размисли. Сега, официјално завршивме со првиот дел од предавањето, ова беше малце по дел кој што се низ примери, кој што е малку по формален, да речем. Сега сакам да се префрлиме на вториот дел, а тоа е една структура на дигитална маркетинг кампања, значи. Сега тука ми треба ваша помош. Значи, ми треба број 1, мораме да одредиме за кој бизнис ќе изработуваме маркетинг кампања. Не мора да е некој точно име и презиме на правица, туку тип на бизнис, не знам, може да биде продавница на чевли, или не знам, продавница за украси, или не знам, нешто, некој бизнис. Дали некој има идеја нешто сака да предложи, или јас да дадам предлог? Антикварница, продавница за органска храна. Одлично, супер. Што да избереме сега? За часовници. Што ви звучи најокей, дечки? Антикварница, органска храна, часовници, PC. Кој дел од PC? Каков PC? Дали може да одиме со продавница за часовници? Не знам, рандом ја бирам. Не ги познавам луѓето, се извинувам доколку не го изберам вашиот предлог. Дали сите согласуваме да одиме на продавница за часовници? Ако да, ве молам лајк. Да, гледам неколку лајкови. Може, одлично. Патма, ти благодарам, дечки. Одлично, одиме со продавница за часовници. Иначе го избрав овој пример затоа што има физички производ за кој што може да се смислат многу добри маркетинг активности. Сега, број 1, пишуваме тука што имаме ние, имаме продавница за часовници. Океј, тоа е продавницата на Дарко. Ево така ќе дадеме едно име, за да знаеме со кој си работиме, значи да го знаеме името на клиентот. Сега, Дарко има продавница за часовници и сега таа продавница за часовници што продава? Таа продавница за часовници продава детски часовници, мора да избереме малку подетално за да не биде полесно, за да можам да ви дадам убави примери за маркетинг активности. Значи, продавницата на Дарко продава детски часовници, ги продава онлайн, ама има и физичка продавница. Онлайн, да, ама има и физичка продавница. Физичка продавница. Сега, каде му е таа физичка продавница? Некаде во центар во Скопје. Сега, Дарко доаѓа кај нас и вика: здраво, Кристина, и маркетинг тим на Кристина, вие сте цел мој маркетинг тим сега моментално, сите тука 40 плюс луѓе, колку што ве гледам дека ви има на кол, сите ние сме маркетинг тимот и
работите заедно со мене. Значи ние сме маркетинг тимот на Кристина. И сега доаѓа Дарко и вика: здраво Кристина, на мене ми треба една маркетинг стратегија, значи за јас сакам да продадам што е можно поголем број на часовници. И јас му викам: добро Дарко, супер, ама мора да одредиме бројка. Не може што е поголем број на часовници, значи тоа е неодредена бројка, немаме нешто дефинитивно. Така да започнуваме со првата активност тука, а тоа е поставување на стратегиски цели. Значи не може на вас клиент или било кој да дојде да ви каже: сакам да продавам многу повише од што продавам сега. Сакам да не знам, да направам 15 пати повеќе профит од што правам сега, без да ја знаете почетната бројка. Затоа за Дарко број 1 што ќе направиме, ќе поставиме стратегиски цели кои што ќе бидат дел од оваа стратегија, од оваа маркетинг кампања, се извинувам. Напијам малце вода. Сега тука јас имам стајано некои примери, тоа најчесто се зголемување на органски трафик, односно органски собраќај, нема збор кој што тоа се органски посетители на вашиот вебсайт, генерирање на квалификувани лидови, подобрување на конверзиска постапка. Конверзиска постапка вие од тоа колку луѓе ќе го видат вашиот производ, од тоа колку луѓе ќе купат. Значи сакате, например, од 100 луѓе кои што ќе го видат вашиот производ, да речеме некои 10 до 20 луѓе да го купат, наспроти, например, од 100 луѓе што ќе го видат еден човек да ви купи. Тоа ви е лоша конверзиска стапка, односно conversion rate на англиски. Намерно ми се напишани на англиски, на македонски, затоа што кога ги пишувам на англиски, многу често студентите ми се бунат, па почнаа да пребаруваат на Google и се губи фокусот на часот. Не сакам да се изгуби фокусот, јас ќе ги објаснам што е можно попросто и едноставно сите да разбереме денеска. Разбирам дека има термини кои што не ви се познати, затоа се обидувам да го упростам ова максимално. Океј. Сега, зголемување на ангажманот на социјалните мрежи, тоа што кажувам јас, појавување на социјалните мрежи и подобрување на бренд репутацијата преку дигиталните канали. Кои се дигитални канали, кои што вебсайт, социјални медиуми и слично. Сега, Дарко вика, значи, седнуваме со Дарко и вика, Дарко мора да дефинираме цел. Со тоа дефинираме дека Дарко сака да продаде во летната сезона. Значи, во летна сезона, која што сме моментално е квартал 3, значи, во квартал 3, летна сезона, Дарко сака да продаде 150 детски часовници. Значи, со тоа исто така сака да постигне 10.000 следачи на Инстаграм, затоа што преку Инстаграм најдобро му оди продажбата. И Дарко што сака да поставиме уште една цел, и Дарко сака да направи 1000 продажби во живо. Односно на таа физичка локација, односно физичка продавница која што има во центарот на Скопје. Ги дефинираме како продажба во живо и продажба и наспроти тоа ќе имаме продажба онлайн. И сака да направи продажба онлайн, да речеме 2000 часовници да продаде. Стари вака. Така ќе го дефинираме, да има 500 продажби. Точно не ми се поклопуваат бројките. Да има 500 продажби во живо, да има 1000 продажби онлайн и со тоа да продаде 1500 детски часовници во кварталот 3 во летната сезона. Значи тоа е периодот на јули, август и септември. Добро. Кога ги дефиниравме целите за Дарко, мораме да се вратиме, затоа што овој податок ние го немаме, можеме само да претпоставуваме. Мораме да се вратиме во историската дата на Дарко и да видиме претходното лето колку часовници Дарко има продадено, за да видиме дали е реалистично да се постигнат овие цели. Затоа што ние цели можеме да поставуваме до утре са бајле буквално, но доколку тие цели не се реалистични и не можат да се постигнат на вистински начин со активности кои што се дел од одредена кампања, залудно ги поставуваме тие цели, имајте на ум. Затоа мора да се вратиме ние и да видиме
Сега, затоа што немаме вистинскиот бизнис на Дарко на памет, ние ќе претпоставиме дека претходното лето Дарко продал 1000 часовници, а дека е реалистично ова лето да продаде 1500 часовници. Зошто е тоа така? Затоа што во меѓувреме можеби станал поактивен онлайн, можеби направил подобри фотографии на Инстаграм, можеби се активирал да продава онлайн и слично. Не е ни важно тоа што овие податоци не ги знаеме, за да не навлегуваме во некои претпоставки. Ќе си речеме во овој момент и сите ќе се согласиме дека ова се цели кои што се реалистични да се постигнат во оваа летна сезона за продавницата за детски продавници за детски часовници на Дарко. Океј, дали сме јасни до тука? Да? Океј, супер, дечки, браво. Сега, знаеме Дарко што сака, знаеме Дарко што продава, значи, ја знаеме и цената, ќе претпоставиме цената дека Дарко ги продава часовниците, дека секој часовник му чини 200 денари. Ова е многу мала сума, но ќе претпоставиме за целите на оваа стратегија. Значи Дарко доколку продаде 1500 часовници по 200 денари, Дарко ќе оствари приход од 30.000, мислам дека ќе биде. Не е важно, значи тука ќе поставиме колку целно. Сега, знаеме што продаваме, но на кој му продаваме? Кој е тој што ги купува овие детски часовници? Детските часовници за деца кои што се измеѓу на возраст од 5 години плюс, кога веќе почнуваат да земеме таа старосна возраст, значи, кога веќе почнуваат да разбираат каков сад сакам со Мики Маус, сакам со Пинокио, сакам со не знам таму заспаната убавица. Јас се гледа дека немам деца, не ги знам. Не ги знам атрактивните моментални супер херои, но не е ни важно. Важно е дека да претпоставиме дека деца од 5 плюс годишна возраст, кои веќе разбираат што точно сакаат, каков тип на часовник сакаат, Дарко го има во неговата продавница, значи им продаваме на нив. Им продаваме на деца 5 плюс годишна возраст. Но кој проблем ни се јавува тука во овој момент? Ајде, дали некој има било каква идеја? Значи, кој проблем ни се јавува кога продаваме на деца од 5 годишна возраст? Било кој? Нешто, пишете во чат, било каква идеја. Не можат сами да купат. Апсолутно точно. Не користат медиуми Facebook, Insta, апсолутно Билјана, точно, 100%. Не можат сами да купат. Зошто не можат сами да купат? Затоа што немаат приходи, немаат пари, немаат средства кои што би ги потрошиле на една таква куповина, едноставно. Значи, реални купувачи се родителите. Ангелат, апсолутно точно. Значи, реални купувачи на овие детски производи секогаш се родителите. Така да кампањата која што ќе ја градите мора да биде скроена по теркот на родителите. Значи, нема нормално ќе има моменти каде што се кои што ќе бидат, не знам, вклучени се твоите омилени суперхерои, овој часовник може да го прави тоа, може да го прави ова, свети во темно, прави не знам што, определени карактеристики на часовникот да се истакнат точно. Но маркетинг активностите мора да бидат скроени кон тој што вистински троши пари. И ќе се надоврзам на третото кое што го спомна Билјана, не користат медиуми Facebook, Instagram. Точно. Значи, деца од 5 години не се активни онлайн, дури и да имаат телефон и да кликаат нешто на TikTok или на што и да гледаат видеа, тие не учествуваат онлайн, не се представуваат со сопствениот профил онлайн, не можеш да ги таргетираш на никој начин, дури и забрането е да таргетираш деца да им продаваш на нив. Така да, ние како искусни маркетери, затоа што сме ние 40 луѓе во овој момент, дојдовме до заклучок дека нашата маркетинг стратегија ќе биде скроена според тоа да одговара на родителот. Родителот кои ствари може да го интересираат, значи. Родителот го интересираат цена, квалитет, колку брзо можам да го добијам дома, дали не знам, дали приказот е точно, дали Мики Маус изгледа како Мики Маус или не е Мики Наус, или не знам, некоја буква сгрешена или слично, затоа што детето веќе разбира, ќе примети.
но од друга страна важно ни е да представиме, значи, како изгледа часовникот, значи ни требаат висококвалитетни слики, убави видеа, ни треба да се представат сите карактеристики, односно фичерс на тој часовник и нормално сето тоа да биде склопено во некој бренд идентитет, односно со некои бои кои што ќе бидат лесно претпознатливи, привлечни и за родителот и за детето, и ќе можат идеално да го представат производот на Дарко онлайн. Сега претпоставуваме дека Дарко си има одредени бренд guidelines, односно си има некои бои и типографија која што си ја користи, но тоа се некои многу стручни моменти кои што не би навлегувала во овој момент. Сега, дефинирање на таргет публиката, значи, тука ќе ставиме дека дефиниравме дека продаваме на деца, но продаваме и на родители. И дека ни е важно, значи да се за децата, важно ни е да ни се прикажат сите фичерс, значи, односно карактеристики на производот. Но исто така мораме да и одговориме на потребата на родителите. Добро. А тоа како што реков, дали е цената прикладна, ќе го добиам ли брзо, кој карго ќе ми го донесе, можам ли да влезам во продавница веднаш да купам и слично, да не набројувам во тој момент. Значи го дефинирав од купувач, да им биде лесен за користење на децата, апсолутно точно набрано. Значи, сите тие некои pain points, значи, кои што, се извинувам, нема македонски превод за ова pain points, но тоа се некои моменти кои што им се важни и на детето, и на родителот. Значи, има родители кои што го купуваат тоа, например, за подарок. Па тогаш размислувате, добро, дали овој подарок е соодветствен, дали овој подарок е во класата на подароци кои што ќе ги подарат другите родители. Значи, како ќе е спакуван, точно, како ќе е спакуван, дали ќе ми дојде во една обична пластична кеса, па ја ќе морам да мислам да го пакувам, или ќе ми дојде убаво спакуван во некоја убава посебна кутија со машничка или со слично. Дали може замена? Точно, родители тоа многу често го прашуваат, апсолутно. Дали може замена? Дали можам јас да, ако не ми се допаѓа, ако е оштетен или слично, дали може да ми го сменат? Исто така, сега, затоа што продаваме во летна сезона, мора да внимаваме на тоа, дали е водоотпорен, дали детето мое може да го носи на плажа. Исто така има родители кои што размислуваат, дали на мене ми се исплати да дадам ја овие 200 денари да го носи детето на плажа и да го изгуби на плажа. Значи, исто така морате да размислувате во насока на моменти кои што на нив им се важни. Што му е важно на детето, од друга страна? Дали е ист како на Марко од класот што има сад, значи дали Марко го купил од оваа продавница, дали има со Мики, ама дали има и со Мини Маус, значи тоа се некои моменти кои што на детето му се важни и не смеа да бидат занемарени. Затоа што родителот може да дојде, може да го купи тој часовник. Точно, дали светка, апсолутно, дали светка во ноќ, значи дали има, не знам, дали има бројки на часовникот, што кажуваме некои што немаат бројки, па тоа им е проблем на децата. Значи, морате да ги запазите и моментот за детето, затоа што, како што реков, родителот може да го купи тоа, може да го донесе дома, но ако детето не го прифати тоа, ако детето не е тој производ кој што он го посакува и не е точно тој часовник, можете да се обајле да ми го давате на децата, нема да го прифатат, нема прашувате како знам, лично искуство. Значи, затоа што не е важно да му се допаѓа само на родителот, важно е да се допаѓа на детето. Точно, дали е смартвотч, значи има доста моменти кои што мора да се запазат. Сега, јас тука ќе пошто веќе го дефиниравме купувачот, сега сакам само да запишам дел од овие моменти кои што ги зборувавме. Јас затоа што ќе ги скопирам од тука кои што вие ги спомнавте, за да да заштедиме на време, затоа што се одлични
моменти кои што околу кои што ќе можеме да направиме маркетинг активности. Сега, значи не сме ни почнале да ја правиме стратегијата, но важно е дека ги дефиниравме основните работи. Лекција број 6, мислам дека ова заклучок и повторување на све претходно што реков. Морате да знаете што продавате, на кој му продавате, за која цена и како му го продавате. Кога ги знаете првите 3 работи, ќе ви кажат како да му го продавате. Зошто? Затоа што тоа е лесно после тоа да се дефинира. Clear formatting, така, значи. Ова се некои pain points на кои што ќе се задржиме во оваа маркетинг кампања. Значи, ќе ги ставам во болт, дали можам да ги поделам? Океј. Ајде ќе речеме дека вака. Овие 3 нешта се да им биде лесно за користење на децата, како ќе биде спакуван, дали може замена, ќе ги ставам во pain points на родителот, а во pain points на детето ќе ставам дали светка, дали е smartwatch и дајте ми уште една работа да бидат 3-3, за да можеме да ги комуницираме, односно да ги поврземе. Дали може некоја работа која што можеме тука да ја вклучиме. Дали има од мојот така, дали има ликот кој што го бара, дали има од мојот суперхерој. Супер. Добро, значи дефиниравме сега и овие pain points ви се многу важни. Многу е важно ова да го разберете, затоа што ова ви кажува активностите, односно како ќе ја структурирате самата маркетинг активност. Например, маркетинг активност ќе ни текне да правиме Instagram видео. Добро, што ќе се збори од таа Instagram видео? Односно Instagram Reel, се извинувам. Каков ќе биде тој Instagram Reel? Што ќе има во него? Значи, овие pain points ви кажуваат како да го структурирате и ќе дојдеме до тоа, ама да не скокам сега активности. Добро, знаеме што продаваме, кој продаваме, како продаваме деца, ќе оставам во болт за да не го изгубиме. Океј, ги знаеме pain points. Одлично, и сега одиме на анализирање на фазите. Значи, маркетинг инка е термин кој што ќе го сретнете од првиот ден. Мислам, секогаш кога ќе зборувате за маркетинг, секогаш имате маркетинг инката. Значи, маркетинг инката е еден концепт, односно еден приказ на тоа како вашиот купувач оди низ фазите на купувањето. Имате поедноставни и покомплексни маркетинг инки за потребите на нашиот час денес. Јас ќе се задржам на наједноставната, а тоа е 3 фази, значи awareness, односно свесност. Добро, океј, ми треба овој продукт, сакам да го купам овој продукт, моето дете ми бара да му го купам тој часовник, имаме потребно тој часовник да го купиме затоа што сите деца мало имаат часовник. Таков и мора и ние да купиме, крај на приказната. Значи, вториот дел е consideration, односно размислување. Добро, сега знаеме више дека ни треба часовник, решени сме да го купиме часовникот, ама мора да размислуваме како каде ќе го купиме, значи кој го продава тој часовник, која продавница, дали е некоја онлайн, дали е со физичка локација, дали примаат картички, дури и тоа име на родителите, дали можам до картичка да платам на физичка локација. Значи, ова е процесот на размислување и разгледување на опциите. Продавницата на Дарко го има Мики Маус, ама исто и продавницата на Јана го има истиот часовник, ама Дарко ми вика дека ќе стигне за 3 дена зашто плаќаат по Карго ЛС. Лупам, значи ова се примери, ова све измислувам од памет. Значи, а Јана ми вика лично до дома на адреса ќе ти го дадам, спакуван во кутија со машничка од згора, детето да падне у несвес. Кога ќе го види утре сабајле у 9 саат го имаш на врата. Чекај малце, значи мене Јана поише ми прави смисла да купам, затоа што Јана ќе нарачам сега е, да речеме колку е, 7 попладне, а утре од 9 сабајле Јана ќе дојде на врата, ќе ми го даде спакувано у кутија со машничка и ќе му го дадам одма на детето. Значи, конкуренцијата на Дарко има механизми на придобивање на купувачите кои што ние не сме ни свесни. Значи, но вашиот купувач ги знае овие работи. Зашто? Затоа што он во оваа фаза на consideration ги разгледува сите опции и ја бара опцијата која што му е најдобра за него. Затоа и вие како маркетери, лекција број 7, мора да ги знаете понудите на вашите
competitors, односно на тие кои што му се конкуренција на вашиот бизнис, на клиентот на бизнисот на вашиот клиент, значи. Зошто? За да знаете како да пристапите. Ако јас знам дека Јана ќе му достави во 9 саат бајле со машничка, ја тоа ќе го уклучам кај мене у понудата. Ќе кажам, Дарко, слушај, твојата конкуренција сите нудат дома да им се однесе на врата со лична достава у кутија спакувано со машничка, а ти им праќаш по карго ЛС во обична куриерска кеса. It doesn't make sense. Губиме пари, губиме време. Дали може да направиме барем за купувачите од Скопје да се направи брза достава на рака на домашна адреса во рок од 24 сата. Тогаш јас тоа би му го предложила на Дарко како маркетинг специјалист. Зошто? Затоа што јас тоа го знам, затоа што јас тоа го истражувам, затоа што јас знам што работи конкуренцијата на мојот клиент. Океј, и последната фаза од оваа маркетинг инка е одлуката, односно океј, купуваме од Дарко, купуваме од Јана, купуваме од Петко, Рајко кој да ми нуди најдобар сооднос, цена, квалитет, достава, карактеристики и слично. Така да, нашите маркетинг активности ќе бидат структурирани, значи да бидат подесени на потребите на купувачот, да бидат директно да ги адресираат нивните pain points и да ги најдат во фазата во која што се наоѓаат, на местото на кое што се наоѓаат. Значи, сега што подразбирам под местото на кое што се наоѓаат. Вашите клиенти не се сите на исто место. Например, јас кај што работам во Semos Cloud, ние софтверот го продаваме преку LinkedIn. Нашиот канал за продажба е LinkedIn и вебсайт. Ние не продаваме преку Instagram. Никој нема да дојде нашиот софтвер да го нарача преку Instagram DM. Но часовниците на Дарко може да се продаваат на Instagram, може да се продаваат на Facebook, може да се продаваат преку вебсайт, може да се продаваат преку целиот склоп на социјални медиуми, дури преку TikTok може да се продава преку TikTok Shop. Така да. Или пример маскота Мини Маус да го доставуваат до дома, но зависи колку е буџетот предвиден. Одличен пример. Како маркетинг активност ние можеме да смислиме, значи ова излегува малку од конвенционалното дигитален маркетинг, што зборуваме дека дигиталниот маркетинг е фокусиран главно на онлайн каналите. Но меѓутоа до ова може да се направи одлично видео, односно Instagram Reel, може да се направи TikTok, па да се направи некој вирално видео кој што ќе донесе повеќе прегледи, коментари, лајкови и повеќе луѓе да го видат. Така да, Ана, ова е одличен пример, значи. И секогаш на крајот на денот буџетот. Кој е буџетот на вашиот клиент? Како што реков, ние може да смислуваме активности до са бајле. Јас можам да смислам активност продавницата на Дарко да стави во Eastgate штанд, да има пикадо и секој кој што ќе погоди 20 поени да му давам бесплатен часовник. Но Дарко ќе ми каже, слушај, штанд во Eastgate е 1000 евра, да дојдат да погодат 15 луѓе, треба да давам 15 бесплатни часовници, а мене тоа ме кошта толку и толку пари. На све тоа треба да донесам луѓе, да донесам струја, да донесам не знам што, и тоа се 2000 евра кои што јас ги немам. Така да секогаш мора да размислувате колку пари има вашиот клиент. Дури вашиот клиент да ги има сите пари на овој свет, да ви даде неограничен буџет. Мора да смислите кои маркетинг активности ќе ги правите за да бидат паметни, односно да доведат до успех, како што зборувавме за кампањата со Барби, значи. Зошто таа кампања е толку успешна? Тоа е затоа што тој тим кој што работел со ненормално огромен буџет, но паметно искористен буџет. Дека, например, кога зборувавме со Shein и со инфлуенцеркиве што ги носеле во Кина, не се сомневам дека и тука буџетот бил апсолутно огромен, но дали бил паметно искористен? Тоа е прашањето на крајот на денот кој што мораме да го одговориме, затоа што како маркетери ние креативно си смислуваме активности, си правиме постови, видеа за све, тоа е многу забавно, одлично и супер, но како тоа резонира со крајната цел од една страна, од друга страна, дали клиентот ќе биде задоволен со тоа.
Океј. Сега знаеме ние што продаваме, на кој продаваме, знаеме во која фаза се наоѓаат, знаеме отприлика што прават, како прават нашите компетиторс. Намерно го немам ставено тука компетитор research или на пример да видите што прави конкуренцијата, тоа е затоа што има тоа одредена гранка на маркетинг кој што се вика продукт маркетинг, тоа е посебна специјализација. Тој дел него ние покриваме на академијата, тоа е нешто кое што посебно, како што реков, се специјализира и тие луѓе навистина имаат длабоко разбирање од продуктот. Најчесто се работи каде што има многу комплексен продукт, например јас во Semos Cloud работувам со прекрасна девојка која што работи продукт маркетинг, има длабоко разбирање од продукт маркетинг, тоа е затоа што таа специјализира само во таа област и продуктот е доста комплексен. Во продавницата на Дарко продава детски часовници, немаме ние потреба да имаме специјален продукт менаџер. Можеме да направиме истражување на конкуренцијата со наједноставен ресерч на Инстаграм. Пиши детски часовници на Инстаграм или онлайн продажба детски часовници или продавници за детски часовници во Скопје, веднаш ќе излезат 1 мал милион бизниси кои што можеме ние да ги многу лесно и многу брзо анализираме и да анализираме нивната понуда. Затоа во овој момент не навлегувам во тој детал, но добро е да го знаете, затоа што кога работите на многу поголеми проекти, на многу покомплексни работи, ќе имате продукт менаџер и ќе соработувате со тој човек. Сега, дигитални канали каде е активна публиката. Како што веќе реков, не секој купувач се наоѓа секаде во секое време, значи. Ако ние продаваме на родители, тие родители нормално за да купуваат детски играчки, часовници, детски работи за деца и околу потребите на детето во домот, најчесто ќе пазарат онлайн. Затоа ние секогаш, се извинувам, се напијам малку водичка. Затоа ние секогаш формираме идеален купувач, односно слика, односно лична карта на тој идеален купувач. Например, да земеме родители, јас продавам на родител која што се вика Ивана. Ивана има 32 години. Значи буквално му правам онака buyer persona лична карта. Значи јас го викам лична карта, но се вика buyer persona и се прави на едни картички за полесна визуализација на тој купувач кој што е. Сега Ивана има 32 години, има синче кое што се вика Тео. Тео е 6 години. Значи и Тео омилен супер, значи кажете некој друг да не претерувам со Мики Маус, ве молам дечки. Значи јас само Мики Маус очигледно го знам. Значи ама ако има некој поатрактивен суперхерој, ве молам кајта Маршал, така ве Ана, Бетмен, Паја Патер. Така е. Идеме со Бетмен. Ајде, Бетмен, јас го знам Бетмен, дете. Добро. Стич. Ова ми е познато, Стич. Одлично, супер. Океј, значи Ивана има 32 години, има синче кој што се вика Тео. Тео сака садче со Бетмен и на светоа. Сега која е Ивана? Ивана најчесто своето време го поминува онлайн на Инстаграм. Значи она е активна на Инстаграм и Фејсбук. Значи Инстаграм и Facebook, окей. Инстаграм и Фејсбук. Најчесто купува онлайн. Значи, многу ретко оди во физичка онлайн, добро. Најчесто купува онлайн, многу ретко оди во физичка продавница, баш кај дека е лето, нема шанси да иде со мало дете до продавница. Да, Ивана, исто така, овие buyer персони можете да ги градите до недоглед. Буквално можете да изградите персона Ивана на кое работно место работи, со другарките каде пие кафе, кои канали ги користи за добивање на информации, кои канали ги користи за едукација и слично. Тоа ви зависи од производот. На нас ова не е сосема доволно. На нас е доволно да знаеме дека Ивана најчесто своето време го поминува на Инстаграм и Фејсбук и дека најверојатно Ивана ќе купи онлайн од некоја од овие продавници. Значи тоа на нас не е доволно да го знаеме. И на нас ни помага ова да ја таргетираме Ивана на вистинското место во вистинското време. Значи најверојатно Ивана е вработена. Ивана најверојатно нема време да скрола на Facebook или Instagram во време кога во сред белден кога треба да прави ручек или може да го земе теа од градинка.
Скоро интересно ми е, секој ќе добиам снимка. Значи Елена, мислам дека во следните 20 на минути би завршиле. Сега доаѓа најинтересниот дел, така да ако мораш да одиш, оди. Така да супер. Како да е, снимката ќе си ја добиете, ќе си имате дечки, ќе ви оставам и контакт, можете после предавањето чисто ми пишете да се нешто консултирате, нешто ако сакате ме прашате, било што или не знам, ако сакате нешто дополнително да ви дообјаснам. Така да, секој, Елена, ако мораш да одиш, оди, нема апсолутно никаков проблем. Исто ја сам рашам дали може овој документ со структурата на мејл. Да, сите ќе го добиете овој документ на мејл, ќе го испратам јас во PDF. Задачата сега тука што ќе ја правиме, ќе си имате на видео, но ќе си го добиете прочистен за да си го имате. Ќе ми простите на тоа што некои зборови се лошо преведени од англиски на македонски, ама јас, иако сум преведувач оригинално по струка, јас и немам правилните зборови. Така да ама не се сомневам дека ќе се снајдете. Океј, одлично. Да се вратиме повторно ние на нашите работи. Значи, Ивана нема сигурно да скрола на Инстаграм во 2 саат на пладне, најверојатно тогаш е на работа, прави ручек или треба да го земете од градинка или евентуално ако е тргнат во школа, треба да го земе или да го однесе на школа. Ивана нема да скрола са вајле у 7 саат, кога треба да стане, да се подготви за работа, да го подготви детето за во школа, да испрати сопруг на работа или со кој да живее. Ивана најчесто ќе скрола на Facebook и на Инстаграм тогаш кога ќе биде ослободена од сите обврски, а тоа најчесто е навечер. Значи Ивана кога ќе го заспие детето, ќе измие садови, испланира за утре, значи малце ја стереотипизирам овој лик, но тоа е само за да бидеме малце полесно да разбереме. Вие кога работите маркетинг стратегија, може да имате 2, 3, 5 персони на кои што ќе се позиционирате и ќе се фокусирате. Не се препорачува да имате над 5 персони, но сега зависи кој продукт продавате. Сега Ивана ќе скрола на Facebook, односно на Instagram, 8:30-9 на вечер. Тоа е моето идеално време кога јас треба да објавам пост, да ставам рeel, да пуштам реклами, да се вклучам во LinkedIn Live, се извинувам, јас ова ми е after ефектот од работата, да се вклучам на Instagram Live, доколку се прави таква маркетинг активност. Значи, мене идеалното време ми е 7, 8, 9 на вечер за постирање и за појавување пред таа моја целна публика. Значи, не лично на мене, туку на бизнисот на Дарко и Дарко како негов представник. Идеалното време за појавување на социјалните медиуми е навечер. Значи, знаеме сега дека Ивана главно функционира на метасјутот, односно на Инстаграм и Фейсбук, знаеме дека таму ќе се позиционираме, знаеме дека таму ќе ги градиме маркетинг активностите и сега доаѓаме до смислување на самите маркетинг активности. Сега, во интерес на времето и во интерес на тоа да не ве удавам со детали, ние ќе се фокусираме само на маркетинг активност социјални медиуми, а јас овде ќе ви ги набројам. Сите овие работи кои ќе ви ги набројам се изучуваат детално на Академијата за дигитален маркетинг и доколку се одлучите нормално го направите следниот чекор, за све ова ќе имате модули со прекрасни предавачи, ќе го изучите ова во детали. Денеска, значи, во интерес на времето и во интерес на тоа да не ви стане досадно, ќе се фокусираме само на социјалните медиуми. Се надевам дека ова е окей со вас, се надевам дека ме разбирате. Ако имате, јас колку време ќе треба да, уште 15-20 минути завршуваме. Да. Драгица, слободно, ако треба да се исклучиш, мислам било кога треба да се исклучи, ќе имате снимката, но имате изненадување на крајот на предавањето, тоа Лео го најави на почетокот, така да останете до крај. Океј. Сега, кои ви се дигитални канали и тактики кои што можете да ги користите? SEO и контент маркетинг, тоа е она кој што јас потам, тоа главно вклучува оптимизација на веб страница. Okay, I found it. Извинувам. Сири се вклучи, не планира. Океј. Дали некој нешто кажа, дечки? Не? Добро. Океј, супер. Значи, кои ви се дигиталните канали? Сите овие се модули на Академијата на дигитален маркетинг. SEO и контент маркетингове се два различни модули, на кои ги поделивме. Значи, тоа опфаќа оптимизација на веб страници, креирање на содржини, како блог постови, e-books, case studies и слично. Link building, тоа е една
стратегија за зголемување на авторитет на вашиот вебсайт и тука спаѓа исто така и видео маркетинг. SEO е значи ова е нешто што најчесто го слушате и е доста комплексна работа која што се изучува на академијата до детали и тоа е односно search engine optimization, односно оптимизација за клучни зборови за што повисоко да се појавувате во пребарувачите како што се Google, Bing и слично. Social media маркетинг, сите го знаете, Facebook, LinkedIn, TikTok, нема што да зборувам тука во детали. Се исто така изучуваме платено рекламирање на социјалните медиуми и слично. PPC, односно Pay per click, тоа е Google Ads, се изучуваат на Академијата за дигитален маркетинг, тоа е. Значи ова се сите канали, значи вебсайт со контент маркетинг и SEO поврзан, social media, значи поврзани со TikTok, Instagram и слично. PPC, тоа се со Meta Ads и Google Ads поврзани, email маркетинг со email, obviously. Ова е оптимизација, значи ова е нешто кое што доста го зборував на почетокот, кај што ви обяснив дека ова conversion rate е доста важно, кај што исто така се работи тука. Главно е подобрување на некој call to action, односно повик на акција што сакате вие да направи и подобрување на таа конверзија. Исто така, Google Analytics, Google Search Console покриваме реклами, покриваме A/B тестинг и покриваме имаме еден маркет акаунт менеджмент предмет кој што се вика и тоа е буквално онака заокружено како би менаџирале еден клиент кога работите во академија, не во академија, се извинувам. Се обидам најбрзо на цел свет да зборувам и да ви објаснам, но ете така се случува мал лапсус. Акаунт менеджмент имаме предмет на академијата кој што го врзува целото ова знаење и ве учи за тоа како вие би се однесувале, односно како вие би менаџирале клиент кога би работеле во агенција, во маркетинг агенција. Сега, све ова знаеме дека за Дарко ќе правиме кампања која што ќе се фокусира на социјални медиуми, значи медиуми. И сега смислуваме маркетинг активности. Значи све до сега дефиниравме во ова кампања, но ни требаат маркетинг активности кои што би ги правеле се со цел да му помогнеме на Дарко полесно да се позиционира пред целната публика. Дарко рековме дека предпоставуваме дека Дарко отворен да се појавува на социјалните медиуми лично, како на пример, можеби сте го забележале профилот на дечкото што продава палачинки, Сакаш. Тој е собственик на брендот, тој го има смислено целиот концепт за палачинките. Тој се појавува на социјалните медиуми и ги снима видеото од негова перспектива. Ке работите со клиенти кои што не сакаат да се појавуваат лично. Јас на пример сум работела со клиенти каде што сме морале да вработиме екстерен човек, односно актер кој што би снимал одредени видеа и би правел одредени би се појавил на одредени интервјуа, подкасти во име на тој бизнес. Така да не секогаш функционира тоа газдата да сака да се го презентира, односно клиентот да си го презентира самиот производ онлайн. Сега, број 1 на социјални медиуми активност кој што ни треба видео. Значи видеото е новиот формат кој што го преферира Instagram, има мал милион guides, tips and tricks за тоа како да направите вирално видео, се пишуваат посебни скрипти, дури како дигитални маркетери може да работите како скрипт writer, односно да пишувате скрипти, сценарија за потенцијално вирални видеа на социјалните медиуми. Верувајте, тоа е доста добро платена. Така да професија со тоа што ќе имате неколку клиенти, ќе пишувате, но тука мора да имате длабоко разбирање за трендовите и за областите на кои што, на пример, не можете да напишете исто сценарио за човек кој што е фитнес инфлуенсер и за човек кој што е, не знам, гуру, mindfulness, нешто. Значи мора да го прилагодите кон самиот клиент. Да се навратиме. Сега планираме да правиме видео. Добро, какво видео? Се враќаме на pain points, што ги дефиниравме тука горе, од предходно и
кажуваме, добро, значи овие pain points ќе ни помогнат за полесно да го формираме сценариото за ова видео кое што ќе го креираме за социјалните медиуми. Сега, што е важно? Важно ни е да биде лесно за користење на децата и важно ни е да како ќе биде спакуван. Кој ќе го ангажираме ние од инфлуенсериве кои што моментално постојат на македонската сцена, за да го сними ова видео и да направи да изгледа тоа интересно, добро спакувано, привлечно и потенцијално да стане вирално видео. Дали има некои идеи, некој? Кој инфлуенсер би ми соодветствувал на нас за да го сними ова видео за продавница за детски часовници? Ајде да видам. Јас точно знам кој би можел, но некој што детенце, така. Некој што има детенце, одлично е ли совета, така. Динев. Сега ќе ви кажам зашто Динев не е добро, не е добро. Сара Мейс. Она дете од рекламите, добро, одлични. Дали некој дајте музика, одлично. Напан Майкро, добро. Има еден инфо, ведран со маслинките, ле, хит ми е дете во Милано ми е, значи, да се вика, Тапшанов, детето со маслинките, одлично. Сега, кои се добри одговори? И ќе ви кажам зошто. Детето со маслинките, Тапшанов, Маја Кикириткова е добра, значи, Христина Пан, ќе ми извините малце можеби за неедукативната, но не сум сигурна дали девојкава ќе биде соодветна, не сум сигурна дали има дете. Тоа не ја следам, едноставно не ми е позната, но некој дајте музика исто така ќе биде добро, пак детето од рекламите и некој што има детенце, добро, детето од рекламите. Значи овие 5 опции кои што сега ви ги набрав, значи детето со маслинките, Ведран, детето од рекламите, Тапшанов, Маја Кикириткова и кој беше уште спомнат малку погоре, тие се дечките. Значи, овие луѓе ќе бидат идеални. Зошто? Затоа што може да се направи сценарио каде што родителот со детето доаѓаат заедно, односно пазарат онлайн, сакаме да таргетираме луѓе кои што се јавате, Ивана исклучиво купува онлайн, сакаме да таргетираме некој кој што купува онлайн. Значи, може да се направи сценарио каде што ќе земам Тапшанов, значи ова ми е најлесниот пример. Тапшанов со неговиот син, едноставно детето доаѓа, тато сакам таков и таков сат, сакам и сега идеме тука, сакам да е смартвоч, ама сакам да светка и сакам да е со Бетмен. И Тапшанов вика, аха, добро, чекај да видам, ајде да видам онлайн има ли, и му искача продавницата онлайн на Дарко, го контактира Дарко и сега го таргетираме вториот момент, pain point-от на родителите. Како ќе е спакуван? Кај Дарко гледа дека ќе е спакуван во кутија со машничка, све, значи, аха, добро. Дали може замена, затоа што може да се премисли детево додека да стигне ова, да не ќе Бетмен да сака Мики Маус, значи, дали може замена, све може. Дали е лесен за користење? Имаме видеа на профилот на Дарко, кај што Дарко покажува саатот, лесен се става, во еден потек се вади, вака, прави така и ги покриваме pain points-ите и на родителот и на детето во истото видео. Значи, го објавуваме од профилот на Тапшанов и правиме една одлична кампања, која што, како што реков, се постира во време кога нашата таргет публика е онлайн, ги покрива pain points-ите и на родителот и на детето, и во исто време е интересна, лесна за гледање, со лик кој што е лесно прифатлив за таа целна публика. Значи, од тоа ова видео ни отвара на нас уште еден аспект и ни дава уште идеи за видео. Значи, ние на профилот на Дарко мора да направиме видео, спакувајте го со мене часовникот. Или еве како ви се пакува вашиот часовник пред да стигне до вас. Или како да го користите часовникот. И видео каде што демонстрира каде го става часовникот, каде го вади часовникот, потенцијално не Дарко, не лично Дарко, туку некој детенце, за да се долови на родителот моментот дека е лесно за користење, дека тоа не е нешто кое што ќе му го купи, дека ќе треба секој ден по 20 минути да троши да му го намести, да му извади саатот, затоа што детето
децата се предомислуваат во текот на денот 5-6 пати, значи сега сака да го носи саатот, за 20 минути неќе да го носи саатот. Тоа треба да е лесно да се вади и да се става, но меѓутоа во исто време да има добар механизам кој што нема да го изгуби детето ако излезе да си игра пред зграда со другарчињата. Значи, сите тие моменти ни даваат на нас колку повеќе pain points дискутираме, толку повеќе идеи за постови, за видеа ни се генерираат и ни доаѓаат. Нема потреба ние да смислуваме ништо, не измислуваме тука топла вода, не правиме нешто вау, не идеме никаде. Гледате дека смисливме целосна маркетинг кампања само со тоа што дискутираме работи, правиме брейнсторминг. Јас сега да отидам и на ChatGPT или на Google да му кажам ги имам овие почетни идеи, дај ми уште повеќе идеи, тоа ќе биде едно море од активности, кои што повторно ќе се навратам, мора да резонираат со публиката и мора да соодветствуваат кон исполнување на овие цели кои што ги поставивме на почетокот. Значи јас можам да смислам сега да правам видео со Лазаров и Лазаров ќе искочи и ќе каже giveaway 20 часовници, шо и да е, значи, но дали тоа видео на вистина резонира, дали тоа ќе го привлече вниманието на мојата бар персона Ивана, дали тоа ќе кликне да го купам Лазаров го рекламира или ќе ми текне или подобро да направам ќе го купам затоа што Тапшанов го рекламира и Тапшанов е родител исто како мене и е у истата ситуација со истото дете кое што е 6 години. Значи морате секогаш така да размислувате. И сега само на кратко ќе се навратам да ви кажам зошто Динев не би бил добар, затоа што иако Динев е тинеџер, иако Динев е привлечен за младата публика, има таков едноставно шарм кој што е Динев ја има прераснато публиката која што вие ја таргетирате. Динев моментално продава работи на адолесценти. Динев продава работи на братучет ми кој што има 17 години. Значи Динев не продава часовници за деца, Динев не продава одела за мажи. Значи, секогаш што инфлуенсер кој што ќе го бирате за да соработувате со него, мора да е во таа граница каде што и вашата персона. Како што реков, јас не можам сега да го земам Боки 13 кој што е контроверзна личност, значи ништо против Боки, политички коректна да останам, значи да го донесам да ми рекламира часовници за деца. Значи, во некоја друга насока, во некој друг момент да продавав јас на пример или на пример еве типично Semos Cloud, значи милион примери дадов за Semos Cloud, се извинувам, тоа што работам секој ден. Значи продаваме сериозен софтвер на сериозни HR executives. Значи јас не можам да земам и да организирам вебинар на кој што ќе дојде човек кој што е лаик за HR термини. Не можам тој човек да го донесам. Зошто? Ќе ми направи поише штета отколку корист. Значи, ќе си рече тој од кој што треба да го купи мој софтверот од мене, ќе си рече нема поим што прават овие Semos Cloud. Донеле некој инфлуенсер тука да збори глупости. Затоа секогаш кога организираме настан или кој што реков LinkedIn Live кога се зборив пред малку, секогаш донесуваме HR експерти, затоа што тоа резонира со нашата публика. И секогаш тоа мора да го имате во предвид. Сега, кога го смисливме ова видео, ни се отворија уште неколку идеи за видеа, па така ќе речеме дека во оваа маркетинг стратегија имаме 3 видеа, и дека едното ќе биде Reel со Тапшанов, едно ќе биде продукт showcase, значи односно да бидеме на македонски, тоа ќе биде приказ на продуктот, тоа што го зборувавме, дали лесно се става, се вади саатот, како изгледа слично. Но и третото ќе биде видео кое што би било за спакувај го со мене, спакувај го со мене твојот часовник. И ќе биде на моментот со кутиичката, со машничката, каде што точно изгледа добро. Часовник. Океј. Освен видео, што можеме да правиме на социјални медиуми? Се фатив за видео затоа што социјалните медиуми секогаш мора да имате предвид дека video first, тоа е video first платформ, дури и Instagram искочи со цел анаунсмент дека тоа е video first платформ. Што можеме следно да правиме? Секогаш мора да имаме постови, мора да имаме добри и квалитетни слики од продуктот. Мора да го ставиме тој продукт и тие во лайфстайл ситуации. Значи, ако збориме дека овој часовник е водоотпорен, овој часовник нема да ви се изгуби на плажа, не знам, овој часовник нема да ви се наполни со песок, нормално ќе го сликаме на плажа или во такви услови. Така да
во интерес на времето, тука ќе застанам, но мислам дека ми ја разбирате логиката и тоа како ја ги формирате маркетинг активностите врз основа на се ова што дефиниравме претходно, а тоа се што продавам, кој продавам, за која цена, која цел сакам да му исполнам на клиент. Дали секогаш мора да бидат спонзорирани, да бидат содржините кои ќе ги постираме? Апсолутно не. Апсолутно не. Реклами се прават на стратешки начин, значи за примерот на Дарко, на пример ако пуштаме реклама преку Meta Ads, тогаш таа реклама би имала одреден наслов, значи тој наслов мора да е кетчи, односно да привлекува внимание, и си има одредена креатива, сликата ќе биде специјално креирана за таа реклама. Можеби сте ги виделе рекламите за стипендија кои што ги пушта Creative Hub, тоа не се постови од самиот LinkedIn, се извинувам, од самиот Instagram профил, туку се тоа нови креативи. Можете да спонзорирате објави со цел да бидат поголема видливост, но ако пуштате реклами, си има апсолутно целосен процес. Но и ова се учи на академијата, морам да го кажам тоа, и ова се учи на академијата и се покажува во пракса со точно каде што треба да се пише и каде да се пише. Океј, дечки, некои прашања, нешто било што јас малку се задржав повеќе од предвиденото и навистина ви се извинувам за тоа, но навистина сакам да ја добиете максималната вредност од ова продавање, да се заминете со нешто научено. Сега, прашања. Добро, дали имате некои прашања за тимот на Creative Hub? Лео, дали си тука? By the way. Да, тука сум. Океј, јас како што видев, дали само овој курс има, ова е само овој курс, денеска сте само со мене, како што ви ветив ќе го добиете рекордингот и ќе го добиете документот кој што ви го сега покажав, значи структурата, за да си ги имате дома во секој момент, и ако сакате нешто дополнително да предискутираме, да се слушнеме и слично, ќе ме најдете на LinkedIn, јас сум Кристина Мишевска-Петрушевска на LinkedIn, имаме една плава слика, таа истата слика на почетокот на презентацијата што беше. Пишете ми, додадете ме во апсолутно секој време, отворена сум на било каква конверзација и помош. Така, ви благодарам исто на вниманието на сите, многу ми е драго што 30 луѓе останавме апсолутно до крај. Не знам, ако нешто испуштив, отворена сум на конверзација, ако ве молам, реагирајте дали ви се допаѓа, значи дали не ви се допаѓа, може да не ви се допаѓа. Лео, фала ти за споделното. Сега, дали ги има сертификатите, молам, Лео. Да, вака, за сите што останавте до крај, може да испратите на мејлот што ви го пратив, чисто мејл, да пишете фала ви за курсот, следете до крај. Ние ќе подготвиме сертификати, ќе ви бидат испратени во следните неколку денови. Исто така, за тие што останавте до крај, сакам да ви го кажам вашето изненадување. Моментално имаме отворен конкурс за стипендија, односно за целосна стипендија за Академијата за дигитален маркетинг. На линкот што ви го пратив можете да се пријавите, тука е формата на најгоре. Доколку некој има некој проблем, не може да се пријави, може слободно да се јави на телефонскиот број или на мејл да ни пише. Исто така, имаме активна понуда, односно 1000 евра попуст моментално на сите 3 програми од Академијата за дигитален маркетинг. Поради тоа што останавте до крај, вие ќе добиете и плюс 100 евра попуст, доколку нели се одлучите да го резервирате вашето место. Океј, одлично, дечки, нешто плюс, да, ви благодарам. Ви благодарам на аплаузот, се надевам дека стварно научивте нешто. И дека стварно ќе се добиете, значи, вака ме интересира за стипендијата, тоа што видите целосна, колку изнесува нашиот дел за плаќање, Лео? Да. Вака, целосната стипендија ја покрива целата сума на Академијата, односно третата програма со американска диплома, сега ќе ви споделам на екран. Не знам дали гледате. Тука имаме 3 програми. Имаме програма само Академија, EU сертифицирана и американска диплома. На целосна стипендија ќе доделуваме за третата програма. Ќе се додели само една целосна стипендија. До сега имаме преку околу 500 апликанти, ако не се лажам.
Ќе се оделува во живо, ќе има настан на 1 септември. Нема никакви предуслови за да аплицирате за стипендија, нема никакво интервју, никакви тестови. Единствен услов е да бидете присутни на настанот на 1 септември и таму по случаен избор ќе биде доделена целосната стипендија. Така што ништо не ве кошта да се пријавите, нели, доколку сте заинтересирани. Така, супер. До кога најдат се пријавувањето за стипендија или академиите? За стипендијата најдат на пријавување е до 30 август, така што имате време за тоа, а за академиите новата група за дигитален маркетинг ќе започне во октомври, но доколку сакате, нели, да се запишете со попустот од 1100 евра за да го задржите, за да задржите таа цена, тоа трае само до 15 јули. Така што имате уште 6 дена за попустот од 1100 евра да го задржите. Да, мејлот сега пак ќе ви го испратам. Да, мејлот можам пратим. Која цена е курсот? Да. Тука ви го споделив на екран, ова се цените и трите програми кои што ги нудиме моментално. Имаме програма Само Академија. Тука ги добивате сите основни модули од Академијата за дигитален маркетинг. Работите на работилници, имате вежби во живо или онлайн, тоа е по договор со предавачите. Учествувате во надпревари за вработување и во програмата за вработување и по завршување добивате македонски сертификат. Тука цената моментално вклучена со попуст ви е 1750 евра. Втората програма ви е EU сертифицирана, добивате се од првата програма плюс 45 дена пракса во нашиот тим. Добивате и дополнителен курс за фриленс, токму со Кристина. Добивате и курс за TikTok, креација на видеа, едитирање на кратки видеа. И по завршување добивате EU диплома. Моменталната цена ви е 1850 евра со попуст. И нели третата програма ви е со американска диплома. Добивате се од првата и втората програма. Ги добивате сите модули, сите курсеви и на крај нели сите три дипломи ги добивате. Значи добивате и македонски сертификат, и EU диплома и официјална американска диплома. Цената моментално ви е 2500 евра со попуст. Да напоменам дека може да се плате и до 20 месечни рати преку нас без камата. Така што оние студенти што веќе се одлучија да го резервираат местото, уплатија сега само една рата и потоа од октомври кога ќе започнат со предавања си уплаќаат нели со следните рати. Одлично. Како се одвиваат предавањата на академијата и колку време трае? Академијата за дигитален маркетинг трае од 8 до 9 месеци отприлика. Предавањата се одвиваат 2 пати неделно по 2 часа. Обично тоа е во вторник и четврток или понеделник и среда, сега по договор со групата и предавачите. Исто така се снимаат како што денес се снимаше предавањето, ќе ви биде испратено предавањето. Се одвиваат обично по работно време, вака или од 18-18:30 часот. Така. Дали сега ако уплатиме после тоа испадне нешто или откажување, дали ќе може да се откаже? Да, секако. За упис е потребно нели да се подготви договор и фактура. Доколку сега сакате да го резервирате местото, се уплаќа една рата. Нели доколку ви излезе нешто понатаму некој проблем, секако дека ќе излеземе во пресред, може да се откаже, не е проблем. Дали има некои други прашања? Лео, само мејлот ќе те молам да го ставиш во чет. Да, сега мејлот уште еднаш. Така, супер. Така, Лео, ви ставам мејлот, дечки, само сакам да ви се заблагодарам. Сакам да барем да делче од тој мој ентузијазам и љубов кон оваа професија која што имам, се надевам дека ви го пренесов барем на многу мал начин. Како што реков, на академијата се дружиме 2 модули, имате прекрасни предавачи, не дека ги фалам затоа што се наши, туку затоа што тоа се навистина луѓе експерти во својата струка кои што го работат ова многу долго време и имате first hand experience од тоа што кој што они секојдневно се соочуваат и поминуваат низ тоа. Така да, од моја страна ви благодарам многу на вниманието.
Ви благодарам што овој ден во јули избравте да бидете тука. Поминавме 2 часа заедно. Останувам отворена за понатамошна комуникација, за што и да е потребно. И доколку имате некои прашања, секако да ви достави бројчето, можете на мејл, пишете, искомуницирајте. Мислам дека има простор за соработка. Само како напомена предходната група, дури 7 студенти, мислам дека веднаш по овој курс, веднаш решија да потпишат договорот, се запиша, така да тоа го сметам за некој личен успех. Се надевам дека ќе имаме успешен conversion rate во како што зборувавме на предавањето и од ова предавање, но дури да не се случи тоа, многу ми е драго што ве запознав сите, што се дружевме, што бевме тука и тоа од мене ви посакувам убава вечер, ви посакувам многу успех во животот и се гледаме во некоја наредна прилика. Убав вечер. Лео, ти благодарам. Ти благодарам, Кристина, исто убава вечер. Супер поминавме денес.